Изборна кампања во Штип. Многу проекти, ветија и СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Носителот на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ Иван Јорданов го вети следново. Изградба на нова детска градинка во населба Сењак, со која ќе се зголеми капацитетот за прием на нови деца во детските градинки во нашиот град. Изградба на затворен базен. Изградба на главна водоводна линија 2 со резервоари во мерите и превек. Изградба на обиколница од булеварот Гоце Делчев до Бања Кежовица преку населба Превек. Кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски денеска најави повеќе зеленило и почист Штип. Граѓаните освен чиста и здрава животна средина, бараат и многу повеќе зеленило. Според урбанистичките параметри, на градот му се потребни 17% зелени површини. Заеднички ќе се стремиме да го достигнеме овој процент со конкретни мерки кои ќе придонесат да го вратиме зеленилото во градот. Затоа планираме од Штип да направиме зелен град. Во општинскиот буџет ќе формираме буџетска линија за заштита на животната средина. Граѓаните кои ќе го селектираат својот отпад ќе плаќаат за 10% помалку за смет. Со оваа мерка и со мерката за намалување на цената на водата за 10%, директно ги враќаме парите назад кај граѓаните. На ова писмено реагира од ВМРО ДПМНЕ. Во изминативе 4 години Штип не само што стана зелен град, туку се направија зелени површини и на места кои претходно беа во лоша состојба. За да го подсетиме, кандидатот на СДС би ги наброеле следниве паркови и хортикултурно уредени површини во градот: уредување на коритото на река Отиња, уредување на коритото на река Брегалница, уредување на парк на фармација со спортски терени во населба Дузлак, уредување на парк во населба Баби, уредување на парк со спортски терени во населба Автокоманда, хортикултурно уредување на влезот во Штип, парк во Деснаци, зоопарк Бриони, хортикултурно уредување на детските градинки и општински училишта, или накратко, нема населба во градот која не е опфатена во изминативе 4 години. Стои во писмената реакција од ВМРО ДПМНЕ. Денеска со своја реакција на вчерашниот прес на Бочварски за изградба на водоводна линија во Балканска, Македонка и Чардаклија излезе и директорот на ИСАР. Јавното предпријатие ИСАР и локалната власт на општина Штип веќе го изготви проектот за приклучување на водоводната линија на селбите Балканска, Брегалничка и Чардаклија. Како што и сами можете да видите, веќе цевките од 8 милиони денари се набавени и платени. Веднаш по завршување на изборите, односно на 16 октомври, јавното предпријатие ИСАР ќе започне со поставување на цевките од 1200 метри од филтер станицата па се до населба Балканска. Веднаш потоа ќе извлечеме нова линија од Балканска до Чардаклија и веднаш потоа ќе биде приклучена и населба Брегалничка во водоводната линија на јавното предпријатие ИСАР.